Еден од пејачите кој со својот глас остави силен, неповторлив печат во македонската забавна музика во 60-тите и 70-тите години на минатиот век. Тој е филмски работник, фотограф, режисер, работел како асистент по режија со Кирил Ценевски, со Столе Попов, со Владимир Блажевски. Како вработен во МРТ режирал голем број документарни емисии и патеписи за природните убавини на Македонија. Но сепак, најголемата љубов му е песната и останува неповторлив интерпретатор на забавна и народна македонска музика. Песните ги снимал со многу љубов и со почит кон музиката. Насловите "Убавино насмевни се", "Очи", "Планино моја рудино", "Мојот дом", "Бела птица" остануваат евергрини и вечни стихови во македонската забавна музика. А во неговиот живот, како што вели тој, секогаш ќе има место за песната. Награда за животно дело по повод 3 ноември му се доделува на Диме Поповски за особен придонес во музиката, режијата и филмот. Го пуштиле Методија Пачев, го пуштиле од битолски затвор, па си тргна во прилепа града, во прилепа село Кадиново. Моја знае отипа, ќе вивнат жарој борците под нив, ќе цветат и раснат студените утра, ќе грејат ко сонце и никога нема, да стинат и изгасна. Убавино насмевни се како ден, убавино насмевни се како цвет. Ко фреска ќе те чувам, ко галеб ќе се нурнам в твојот бран. Убавино насмевни се, јас сум твој. Планино моја рудино, бакнеш до небо високо, зашто раскажуваш ти? Стадата да запеале, овчари да запеале, или пак тагуваш ти? Кап, кап, капчунко, преда легнеш фрли око на таван. Кап, кап, капчунко, преда легнеш фрли око на таван, за да видиш да не капе табанот. Не послуша Методија Пачев, ги одведе село Кадиново, ги предале клетите ко доши силна војска, ги е сардисала. Цел ден тие луто се бореа за слобода, за Македонија. Се извинувам. Морате да почекате малку. Што да правам сега? Проштевајте. Ќе дојдам ја кај вас. Фала ви. Седнете. Седнете. Леле, колку убави луѓе има овде вечерва. А замислете, не сакав да дојдам. Сериозно? Кога ми се јави вашиот сограѓанин да ми соопшти дека предлагате да бидам јас некој
добитник на некој признание, не е битно какво, не е битно какво. И јас сакав да речам, не можам да дојдам. Отив сум во една таква состојба, на вистина тешко ми е да дојдам. Ќе бидете стрпливи, малце се извинувам. Морав колата да ја однесам на технички преглед, зашто не можам со автобус да одам. Второ, толку ме вознемири таа работа. Сега треба да облечам одело, си викам. Костум. Имам 5 костуми, 6 дома, имам и фрак. Ама во последниве 7-8 години имав здравствени проблеми и многу се поправив. И на жена ми викам, аман, Јано, дај да видиме што да облечам кај луѓево, да излезам на сцена. Не сум кој да е. Не знаат луѓето. Меѓутоа, главната причина зашто дојдов во Прилеп за оваа награда или како се вели плакета, не е ни важно, се татко ми и мајка ми. Татко ми и мајка ми се прилепчани. Јас сум роден во Прилеп. Многу луѓе не знаат дека и прилепчани не знаат дека сум роден тука. Мајка ми и татко ми се борци. Татко ми од 41 година на 11 октомври овде во Прилеп, а мајка ми подоцна, малце таков бил случајот, морала да избега во партизани. Како да е? Имав прекрасни родители. Толку многу ги сакам и сега. И споменот на нив е за мене исклучително важна работа. И ги надградувам тие работи што ми ги подариле татко ми и мајка ми. Јас сите писма што ги писувам со пријатели во странство, ваму, кај било, шо било, сите писма се врзани со татко ми, со мајка ми и со Прилеп. И покрај тоа што ја знам, Прилеп, мал град, ваков тај, оти ние сме сите големи, нели? Прилеп е мал. Не знам дали ме разбравте. Истиот момент кога сакав да речам не одам, ми текна татко ми мајка ми и реков ќе дојдам. Не, срамота е да не дојдам во Прилеп. Срамота е. Стварно е срамота. Јас сум пораснал секој лето овде. И јас кај Вујко ми Дадуќан, имаше Дуќан, учев занает кај него. Ја научив да заварувам електрично заварување. Тој ме научи. Ја ги пишував на селаните што иде од Маријово, од Бродско, од ваму, дури од Кичево. Им ги пишував имињата на косата, на вилата, на секирата, кој ја донел да се швајцува, да се направи едно друго. И се случи еден ден, си ја бара селанецот косата, и ја носам косата, завршена работа, пишува име и презиме. И Вујко ми увели, тој вика, мајсторе, колку да ти платам? Не треба ништо да платиш ти. А јас, дете, како бе не земаш пари, му велам на Вујко ми. Зошто не му зеде пари на селанецот? Диме бе. Ти не знаеш колку е сиромав овој човек. Го знам, од Маријово е. За да дојди до овде, тој да му е заварам, да му е швајцувам косата, па тоа е страшна работа. Треба да се качи на магаре, да патува, да дојде сиромав и така натаму. Не е тоа единствена работа што ми е станала во споменот од моето детство во Прилепот и секој лето доаѓав тука. Втора работа, прва цигара запалив како дете во Прилеп. Јас кога ќе дојде во Прилеп, верувајте ми, вие прилепчани можда не знаете, затоа што се биле присутни тука. Мене ми мирисаше на тутун. Па имаше нанижан тутун на тие скелињата, па тие мирисаа, цел град мирисаше на тутун. Тој спомен никој пат нема да го заборавам. Тоа чувство никој пат нема да го заборавам. Во животот мој, дај Боже да сум
уште долго време жив. Не сум млад многу. За моите 80 години одлично се чувствувам. Добро, како да е. Малку излажав. Немам уште 80, имам 79. Добро, деца мои, имам право да ви кажам. Ве гледам, сите сте млади. На Прилеп иднината е во вас. Вие треба да градите едно општество, не како овие што го градат нашиве од Републикава едно. Не оваа партија, не онаа партија. Татко ми, што беше учесник на 11. октомври, фрли 2 бомби на затворот во Прилеп. Нигде не го пишува. Само во историјата, Академијата на науки што издаде, го пишува Никола Поповски, просветникот. Така беше партизанското име. Татко ми е осуден на смрт 41 година од бугарите и чечко ми е осуден на смрт. Тие двајцата не се битни само за 11. октомври или за не знам што друго. Има книжарница и книгоиздателство, што значи дека правеле книги, ги издавале книгите. Тоа е книгоиздателство просвета. Татко ми ги штампал книгите, првите изданија на Венко Марковски. Поемата за Гоце, за Јане Сандански, за ножот. Веројатно знаете тоа што значи. Ножот тука, кај Никодин и така натаму. Тоа е битката кај што изгинале сите четници, се самоубиле на крајот. Исто и ова песна што ја чувте од еден филм, Нели ти реков се вика филмот, кај што свирам лаут, така се вика тој инструмент, и ја пеам за Турунџе песната. Турунџе, Методија Пачев, ја донел својата чета во Прилеп, во село Кадиново. И тамо изгинале сите заедно. Не се предале на турците. И сега да не должам многу. Сите тие работи што ги знам, што ми ги раскажувал татко ми, мајка ми и така натаму, не се тоа едноставни работи. Тоа се длабоки, силни удари во мислата на едно дете на кого му раскажувале. И сето тоа е со мисла направено. И кога ми се јави од Прилеп, дојди, ја реков не, али, кажав пред малку, морам да дојдам. Морам да дојдам, дедо ми, баба ми, прадедо ми се прилепчани, татко ми и мајка ми се прилепчани, татко ми го жртвувал условно животот за Прилеп и за Македонија. И затоа дојдов овде, верувајте ми, наискрено ви кажувам. Зашто? Многу сум искрен, а поттикнат од емоциите од мојот живот, приватен. Јас имав 3 операции многу тешки на срцето, на абдоменалната аорта, потоа на хернија на стомакот, тоти ме сеча, партал ме направи. Како да бе во народно-ослободителна војна. Добро, после тоа ја воопшто ми изумреа неколку другари, блиски некои 6-7 други. Ја не излегував нигде од дома. Верувајте ми, неќам да се колнам во децата. Неќам во никого да се колнам. Верувајте ми, ја не сум нечесен човек. Се колнам со чесен збор. Дека ово што дојдов овде ми е прво излегување од Скопје овие последни 10 години. Фала. Гледајте како сум облечен. Убав сум многу, знам јас. Така ми вика внука ми и черките. Ама ја им велам, гледајте бе таткови каков е висок, танок, со бујни и руси коси и со сини очи. И тие се смеат нормално. А ми велат,
Тато, многу си убав, да знаеш. Добро, како да е. Сакам да направам голема благодарност до Прилепчани. Вие сте сите млади. Ја познавам многу Прилепчани постари, кои што не сакајќи сум ги перцепирал како дете уште во младоста, најмладата возраст, сум комуницирал со сите. И цел ден бе во дуќанот кај вујко ми, по цел ден. И тамо се валкав, се правив прасе. Кога идев дома, баба ми викаше, аман бе, Диме бе, абе многу се валкаш бе, викам, бабо, кај си видела ти чист мајстор? Мајсторите имаат своји квалитети, и чисти и нечисти. Јас паѓав како дете во нечистите, ама животот ме научи, татко ми и мајка ми, и животот воопшто и моите колеги по Југославија и така натаму, дека најважната работа е да бидеш чесен, сето друго е тра-ла-ла. А сега сакам да ви испеам една песма, ако можам. Не е од овие песните познати. Само ќе морате да бидете стрпливи, оти прв пат пеам после 30 години, да речем. Така. Се надевам дека ќе испеам добро. Да и гиди, сватои пречесни, що ви сеите, там и се го шчеате. Нијет имам на јуначко срце, нијет имам нешто да ви кажам, нијет имам нешто да ви кажам. Ај, што се случи токму на сред Белден, под небо вишнего, и што мене непциња ми горит, и што санот мира не ми дава, и што санот мира не ми дава. Ах, да имам баре една конја, тада ојме подолој и ридје, тој да зоба златна левлевија, јас да пијам вино 3 годишно, јас да пијам вино 3 годишно. Јас да пијам вино 3 годишно, тада расправам што било и не било. Тој да злоба златна леблевија, јас да пијам вино 3 годишно. Колку среќно и спокојно со мал мозок се живе, нас не водат вртелешки, што ветрот ги веи. Таква чуд идиотска одамнина во нас тлее, дека среќно и спокојно со мал, ама стварно со мал мозок се живее. Hvala. Благодарам.
не можам да си одам, зашто морам уште нешто да кажам. Многу е тешко ова, да знаете. Толку тешко е ова. Како што вели песмата, непцињата ми горат, сакам да кажам, ама тешко один да му се сневи. А крајот на песната е многу убав. Дека со мал мозок добро се живее. Велете.